По вчерашниот инцидент кој се случил во Штип во вечерните часови, СВР Штип излезе соопштение во врска со истиот. На 23.11.2020 во 22:35 часот полициски службеници од полициската станица Штип го лишиле од слобода СИ 39 од Штип затоа што околу 21:15 часот во Штип по претходна расправија со тврд предмет им се заканувал на неговата поранешна вонбрачна сопруга и на ДМ 33, а во еден момент го оштетил патничкото возило Пежо, собственост на ДМ. Се работи за комплетирање на случајот, пошто против СИ ќе биде поднесена соодветна пријава. Одговор на случајот денеска даде и лицето СИ, кој сакаше да се слушне и неговата страна од приказната. Prvenstveno ќе се навратам на малку поодамна, значи на конфликт пред 2 години, тоест на 28 март 2019, кога на мојата поранешна сопруга татко ми ја скрши вилицата, за која што има кривична пријава, имаме предмет на 17 декември, и од тука тргнаа сите проблеми помеѓу примо предавање на моето дете. Има 8 пријави со полициски интервенции и со меморандуми дека не ми го дава на официјален термин согласно Центарот за социјална грижа Штип, не ми го дава детето. Со образложение кеф ми е. Вчера, за конкретниот настан, детето требаше да биде предадено во 16 часот, без разлика што закасна, не е проблем. Дојде да го предадам мојот малолетен син. Но во меѓувреме кога излегов, бидејќи надвор е ладно, да не дремам надвор на улицата, излегов да проверам дали е дошло со возилото. Го видов сегашниот нејзин партнер, кој што нема никакво право да се доближува до мојот дом, и испровоциран од самиот тој настан, влегов во дворот. Не е тврд предмет, како што стои во соопштението на порталот, него е копач. Тоа ми дојде при рака. И му е скрши шофер шајбната. Нити сум се заканувал, нити сум ништо повеќе направил. Нити на него, нити на неа. Едноставно направи материјална штета. Лицето СИ го затекнавме во неговата работилница во неговиот дом, откако претходно ја поминал ноќта во полициската станица Штип. Се очекува целосно расчистување на случајот.